Здраво, добро дојдовте во уште едно предавање, каде што ова видео ќе збориме за генетика, односно ова видео ќе биде вовед во генетиката, во овој серијал на видеа кои ќе зборат за генетика. И во ова видео ќе разгледаме што всушност ќе проучиме овој серијал на видеа. Значи, сигурно најголем дел од вас сте слушнале за генетика, значи генетика. Генетика е една релативно модерна биолошка гранка односно во биологијата, која се занимава со проучување на закономерностите во наследувањето и променливоста на својствата на живите организми. Односно, имаме два живи организми, да земеме две личности. Имаме машко и женско, да биде, женско, ќе му ставиме коса. И тие ќе имаат, значи плод, така ќе имаат деца. И сега децата, нормално, се пренела информацијата од родителите, но нормално не се еднакви на родителите. Така, нормално има променливост некаква. И генетиката го проучува тоа. Значи, како се пренесува наследниот материјал, зошто се јавува променливоста, како е организиран и слично. Значи, главните прашања кои ги проучува генетиката во врска со наследноста е што всушност се наследува, што денеска ги знаеме тие одговори, ќе зборам малце покасно во видеово. Значи, какви се всушност хемиските и физичките својства, денеска знаеме дека тоа е ДНА и дека има различни хемиски и физички својства. Како се пренесува таа материја, знаеме преку сперматозиди, јајна клетка, па навлегува, па се организира, зашто ќе збориме понатаму во овој серијал на видеа, и како делува тој наследен материјал. Значи, како од овој наследен материјал, значи од, да земам вака сина боја, како од овој наследен материјал го добиваме цел организам. Така, како всушност е целата функционалност на таа ДНА. Како се одржува информацијата во незе, значи како воопшто имаме информација, веќе информација што се замислуваме, лист хартија со некоја си информација, некој запис. Нешто што можеме да извадиме корисен заклучок или некаков факт или слично. Како воопшто таа е запишана во генетичкиот материјал, како се експресира, бидејќи некој може да го има истиот генетски материјал, така, а сосема да имаат различни фенотипски карактеристики. Фенотипски значи надвршниот изглед. Да речеме, некои близнаци може да го имаат истиот материјал, некој ген да се експресира повеќе кај едниот, отколку кај другиот, и едниот има побујна коса, другиот може да има побујна брада. Или сега карикирам, нормално не се баш овие примери, но важна е експресијата на генетички материјал и тој да се менува. Значи, со тек на генерации, тој да биде променлив со цел да се овозможи еволуција. И зошто воопшто има променливост, и која променливост е добра, која е лоша и така натаму. Сега, кога ве воведов во ова, да спомнеме дека генетиката всушност може да се изучува од многу аспекти, бидејќи таа е многу една голема и комплексна наука. Едноставно, за да се добие целосната слика за како работи се тоа, треба да се проучува од повеќе интердисциплинарни науки, како што се молекуларна биологија, така како што е биохемија, бидејќи нема резка граница кај завршува биохемијата, кај почнува молекуларната биологија, или пак кај завршува молекуларната биологија, кај почнува генетиката. Значи, тие се еден вид испреплетени. Нешто слично како, да земеме, значи ова кој е црвено молекуларна биологија, да речеме дека со сино е генетика и сега да речеме, со портокалово дека е биохемија. Како што можеме да видиме, значи дел имаат некои кој е, значи ова е само биохемија, се позна дека е чиста, ова е, само генетика, овој дел, или пак овој дел е само молекуларна биологија. Но најголем дел од нивната содржина е испреплетена и нема граница кај едното, кај другото. Така да за целосно да сватите суштината на генетиката, најубаво да проучите од повеќе аспекти, бидејќи ние овој серијал на видеа нема да покриеме се. Значи ќе покриеме некои аспекти за кои се смета дека би требало да имате некои предзнање, и ако ја ќе се потрудам да објаснам што можам повеќе, добро е да се има некои предзнање барем од другиве две науки, дали од молекуларна биологија или од биохемија, бидејќи и они ја разгледуваат генетиката од различен аспект, бидејќи молекуларната биологија повеќе се занимава со како гените
Значи, усвари можеме да направиме ваков шаблон. Ќе ставиме гени, значи гени, ќе ставиме функција, значи функција, и ќе имаме протеини, значи протеини. Каде што во овој шаблон всушност молекуларната биологија, значи молекуларна со која боја бележав, со црвена. Значи молекуларната биологија би ги изучувала гените и протеините како структурни единици и нивната градба и како корелираат едни со други. Биохимијата главно би се задржала на протеините и нивната функција, иако и она нели ги рачнува гените колку толку, а генетиката повеќе е на, да земам со жолта боја, на гените и нивната функција. Сега како што може да видиме, молекуларната биологија ги проучува гените во однос на како тие корелираат со протеините и биохимијата ги изучува во однос на биохемиските аспекти. Ние сега ќе се задржиме главно на овој жолтиот круг што го бележам, значи гените и нивната функција. Иако ќе збориме нели за структурата, подетално ќе се задржиме за структурата во подоценичните видеа, бидејќи насоката во која ќе тече овој курс ќе биде еден вид на како всушност истражувале самите луѓе. Значи на почеток се забележало, не знам со некоја друга боја, со бела боја, се забележало дека нели родителите си личат на децата, но не се сосема еднакви, забележале наследност, дека некои карактеристики повеќе се пренесуваат, некои помалце. И тоа било еден прв воед во генетиката, со кој нели светот, луѓето знаеле уште од давнешни времиња. Потоа нели ги забележале клетките како се пренесува генетскиот материјал, до тогаш кога само нели ги гледале како хромозоми кои биле. И како тоа се случувало. Значи ние ќе идеме во контекст, прво ќе разгледаме наследувањето. Значи наследувањето и делбите на клетките, значи на поголемо ниво, значи еден вид макро ќе разгледаме генетиката, на ниво на хромозоми, на ниво на клетка и на ниво на фенотипски карактеристики и слично, а понатаму ќе идеме подетално во нејзината структура. Значи еден вид ќе разгледуваме како што идело самото откривање на самиот развој на генетиката. Значи прво се разгледало наследувањето, па се разгледале како идат делбите на клетката, нели хромозомите, и понатаму се навлегло внатре длабоко во структурата, се до самата ДНА молекула, па до самите гени, па после се отишло нели до самата хемиска структура и така натаму и така натаму. Значи тој ќе биде вид на редоследот на како ќе оди материјалот, но сепак нели препорачувам да се гледаат и видеата од молекуларна биологија. Во овој момент кога го правам видеово, има само 4 видеа од молекуларна биологија, но во иднина се надам дека ќе постирам многу повеќе и ќе имаме многу поголемо тогашко разбирање од областа на генетиката, бидејќи мора за да се разбере, како што реков, генетиката се повторувам цело време, да се опфати молекуларната биологија и биохемијата, бидејќи нема се да опфатиме во овој курс. И како за крај на ова воведно видео, би сакал да споменам еден цитат од еден биолог, генетичар, кој што вели дека ништо во биологијата нема смисла освен во светлината на еволуцијата, основно во рамката на еволуцијата, и уште повеќе ништо не би можело да се разбере освен во светлината на генетиката, дека само таа може да го објасни континуитетот на животот милиони години назад, односно всушност билиони години назад. Деска знаеме дека животот е стар околу 3, нешто билиони години. И ова е Теодосију Добожански. И со тоа сака да кажа дека генетиката има едно главно значење во биолошките науки, односно во науките на животот. Добро, тоа беше се за ова видео. Ќе се видиме во наредното видео каде што ќе збориме малце, значи едно воведно предавање за структурата на ДНА, а понатаму дали ќе збориме по детално. Довидување.